Здраво, здраво, добродошли во новиот подкаст на генерација ММ. Денес обработуваме многу интересна тема, фаќаме многу интересна категорија студентите. Ќе разговараме како е студент во Македонија, кои се предизвиците, кои можности ги имаат студентите, каков е студентскиот стандард генерално во Македонија. Така да со мене ги имам Александар, председател на Универзитетско студентско собрание при УКИМ, Благочев, председател на Факултетско студентско собрание на Економски факултет и Александар од Факултетско студентско собрание на ФИНКИ. Летниот семестар веќе е започнат. Првото прашање ми е како сте? Одлично расположение. Супер, чекаме да почнеме со предавањето уште некој ден. Добро, супер, одлично. Баш ме мило што така некако мотивирани сте за новиот семестар. Во последниот период некако се менуваат интересите на младите, генерално и кога се одбира и факултет и секакви други можности. Некои податоци покажуваат дека во топ 3 факултети со најголем пат на запишани студенти во последната декада е всушност Економскиот факултет, Филолошкиот факултет при УКИМ и Техничкиот факултет при УКЛО. Сега, ти како лидер на Универзитетско студентско собрание ме интересира кој е твоето размислување, зашто на што се должи овој пат, дали треба некаде да бараме вината, која е причината за оваа ситуација? Па сметам дека не треба да се бара голема вина, повеќе поради технолошките промени, времињата се менуваат, ако допред да биде во тренд да се запишеш на економски, на филолошки, да учиш англиски, било да учиш на технички факултети, потоа дошле економски, филолошки, па сега се ФИНКИ, медицина како најбројни факултети на УКИМ, така што се менуваат времињата, но вина можеме да бараме само во оние делови каде што постои можност за подобрување на квалитет на настава, поведување на повеќе пракса отколку теорија на самите предмети, но генерално тоа е поради трендот кој што се шири низ младите. Сега е тренд да учиш на ФИНКИ, тоа е тоа. Дали мислите дека самите факултети се прилагодуваат на новите трендови програми, дали ги креираат во насока на тоа како се менуваат интереси на младите? Да, на секои 4 години има реакредитација на програмите на факултетите, така да според мене се прилагодуваат, но секогаш постои поголем потенцијал за таа промена да биде многу подобра во однос на тоа што било претходно, за да студентите бидат привлечени да се запишат на одреден факултет. Ако до сега на економски било маркетинг, се викала програмата, утре се нарече, не знам, графички дизајн или повеќе програми се вметнат во една кои што се тренди, да речеме, тогаш студентите секако би се нафатиле да се запишат повторно на економски. Така да има големи можности пак за подобрување во следните реакредитации. Да, дали ти се економски факултет, дали се чувствува таа Моето мислење во дека студенти се менуваат во странство на општествени науки. Например во Словенија, на економскиот факултет во Ljubljana има многу запишани македонци. Мислам дека и тоа се должи за одливот. Мислиш дека другите факултети во странство во истата гранка дават Најповеќе општествените. И има многу запишани македонци на тие факултети. Ако биле 1000 студенти запишани на минатата година во Словенија, некои 5-600 се на економскиот во Ljubljana, така да доста студенти одат и таму да учат. Може би на тоа се должи тој пати. Може да кажем дека патите ли на бројот на студентите, не дека може би интереси се тие само можностите ги Да, паднате бројот на студентите затоа што одреден дел од младите смета дека не треба да се запишат на факултет, одреден дел одат во странство да учат, што не е ни проблем да не се запишеш на факултет. Според мене средните стручни училишта треба да се бодрат и да се поддржуваат, бидејќи за да нема знаете, се збореше ако си економски, нема да најдеш работа, што сега не е точно, можеби порано било. И сметам дека фокусот кон средните училишта и кон одредени гранки од пазарот на труд кој што е потребен да се развие, треба да оди баш преку средните стручни училишта, а не преку факултети. Затоа што и таму има многу голем потенцијал, а Македонија е земја на која што и недостасуваат кадри во делот на стручните струки. Да, сега има некои податоци што велат дека во изминатата академска година 2022-2023 се запишани 4,2% поголем број на студенти во однос на претходната академска година. Сега која е причината пред тоа? Дали може би факултетите веќе го разбираат тој тренд на преселување надвор државата и прифаќање некои други факултети и гледање на нови можности, па може би некако работат насока да ги мотивира студентите да останат тука кај нас? Па
Тоа е статистички податок, можеби е од причина што во таа генерација па и повеќе бебиња биле родени, сега треба да се истражи подлабоко, можеби е поради фактот дека доста и странци од Турција се запишуваат кај нас. Така да доколку направиме подлабока анализа може да се увидат причините, но трендот е дека од изминатата деценија, да речеме 2010-2011 година, многу помал е бројот на запишани студенти. Опаѓа бројот на запишани студенти. Сега оваа година можеби има неколку причини, но генерално да, ако се земе 10 години претходно, многу помал. Одливот на студенти е најголем проблем. Long term ако гледаме, најдобро е така бидејќи година може да варира, може да се качи за 4, следна падне за 6, и така слично да биде. Да. Така да најдобро на long term. А дали сметате, конкретно се нарати, бидејќи на Финки некако збориме дека тоа е нешто што е најпопуларно во моментов и најголем број на студенти се запишуваат, дали нашиот образовен систем креира некои можности и се насочува кон тоа да им помогне на студентите да ги научи како да напредуваат низ живот, дали само како да преживеат? Па мислам дека сите аспекти ги опфаќа, не е само дека учиме теорија или слично, самиот факт што нас професорите или генерално со многу студенти кога си те учи да мораш да се бориш да успееш, бидејќи не е малце, иако нели муабетот е дека вај ти одма ќе се вработиш без проблем, пак има разлика каде ќе се вработиш и кој квалитет ти го носиш, така што мислам дека од повеќе аспекти те учи самиот факултет кога си во средина со премногу луѓе, кога некои професори не можат ни да те запамтат, мора да се пробиеш на некој начин да направиш разлика, юник да бидеш. Дали економски факултет ги учи студентите да преживеат или да живеат? Конкретно кај нас научи да живеем искрено, посебно департманите се добро насочени. Конкретно за секој департман си имаме посебни вежбање на вештини, зад кога ќе завршиме, така да не е толку едноставно. Ама има простор за напредок и во тоа поле. Да. Голем простор за напредок. Дали Ветско студентско собрание соработува со генерално и со министерствата и со факултетите по-конкретно, да пази на тоа да креира некои дополнителни вештини што се надвор од таа програма за да помогне на студентите нели кои креираат надвор од факултетот да можат да функционираат самостојно? Вака, во текот на февруари веќе имавме работилници кои што ги одржавме, сега во текот на март, во април имаме планирани работилници за кариерно советување заедно со Центарот за кариера, во рамки на склопот на ректоратот, просторот кај што се наоѓаат правен, економски, филолошки, филозофски. Во текот на месец април мај ќе се реновира една просторија кој што ќе биде Центар за кариерно советување, кариерно насочување, така да ние соработуваме, одржуваме работилници интердисциплинарни. Во текот на средина на месец март имаме студентска конференција закажана во Охрид. Таму имаме 18 работилници и 2 панел дискусии, така да оној неформален дел многу сакаме да го развиеме кај студентите. Генерално јас кога бев претседател на економски, во текот на 6-7 месеци одржавме на 30 настани баш поврзани со тоа, така да соработуваме и се трудиме студентите да дознаат нешто плюс надвор од клупите на предавањата. А дали студентите се заинтересирани, дали има заинтересираност за тие работилници? Да, има доста заинтересираност. Освен на кариерниот центар, тоа е доста актуелна тема и мислам дека баш треба да се разговара во таа насока, ме интересува колку е активен кариерниот центар и кои се врските на кариерниот центар, дали генерално студентите знаат дека постои кариерен центар универзитет, така тоа е во рамки на универзитетот. Тоа е во рамки на универзитетот, на секој факултет има своја единица, центар за кариера на тој факултет. Колку се активни тие центри, тоа ме интересува, дали постои можност за поголема активација. Ние, еве конкретно јас мојата историја, првите 3 години на факултет беше корона. Четвртата година ја бев претседател на факултетското студентско собрание на економски, заедно со Центарот за кариера работевме, значи праќавме студенти на пракса, државме работилници. Сега еве Благој че е претседател, тек на јануари има студенти кои што се праќаат на пракса. 50 до 60 студенти се испратени. Да. Смета дека тој механизмот со работа помеѓу студентите и кариерните центри дека е доста важен. Зависно од факултетот, се уште постои голем потенцијал за развој. Донесена е стратегија за развој на самиот центар за кариера, ви кажав, сега ќе се реновира и простор за самиот центар. Тој еднаш во годината организира и кариерни денови каде што повеќе компании се собираат и
нудат пракса, вработување, се вмрежуваат со студентите, но долгорочниот план е на секоја единица на универзитетот, кариерниот центар повеќе да работи. Така да постои голема можност за развој на центар. Кариерно напредување, јасно, да. Какво се на Финки, бидејќи Финки факултет нуди многу можности за пракса и за усовршување, па таа се работи како меѓу студентите и кариерниот центар? Па, кариерниот центар кај нас, мислам, искрено многу голема потреба нема, бидејќи од старт, нели, IT фирмите сами по себе бараат многу студенти, генерално нашиот сектор е секогаш има побарувачка голема. Ама и ние имаме студентски организации на кампус, као бест пример прават Job Fair. Има и такви некои настани на посебно за машински си имаат, кои што се организираат така отворен ден, да кажам, за фирмите. И мислам дека тука може да се уклучи кариерниот центар да ги поддржи веќе постоечки, бидејќи 20 години постојат овие настани, не се од вчера направени, така што да се надам дека само ќе бидат поддржани од тој аспект и уште подобро да стане, нели? Квалитетот да се качи дупло. Се подобри. Да, зашто не, нели? Секогаш може подобро да се прави. Апсолутно. А дали сметате се и од ваше лично искуство и од вашата комуникација со останатите студенти, вашите колеги, дали студенти чувствуваат некако постојан притисок за некој академско напредување и усовршување, бидејќи нели сме тоа постојано да биде се во рок, да завршиме во рок, за оценки, за стипендија, сето тоа. Дали некако тој притисок ги оттргнува студентите од процесот да доживаат во учењето и да сакаат дополнително нешто да истражат, да научат, да се консултираат, или се само насочени кон тоа да завршиме и тоа е тоа? Па, не можам тука да кажам искрено, има и да момент и не момент. Као има моменти кога семестри едноставно ние, барам на техничкиот кампус, сме пренатрупани, едноставно и да сакаш и да не икеш, да ќе ми се свија некоја работилница, ќе видам, ја не можам, морам да, мислам, дедлајнот ќе ми биде уште 3 дена, уште 4, и сега тука исто така има врска, нели, некој е подобар, па побрзо ќе ги заврши врските, ама генерално мислам дека се балансира до некде. Као имаш и слободни моменти, имаш и пренатрупеност. Можда, ако има поголема координација помеѓу професорите и студентите, нешто поново што се случува, као ние ќе им кажеме, еј, знаете, олабавете овде построго направете и ќе се ослободи некое време за тие надворешни, не знам, работилници или слично, надвор. А дали генерално некако системот овој образовни системи кој што просто кај нас ги става студентите во таа некоја шема само да размислуваат на факултетот и тоа е тоа? Пак зависи од единица на факултет, на универзитетот. Зошто? Затоа што на медицина 6 години е студирањето и сега ти за да станеш врвен специјалист во одредена област од страна на медицината, утре да треба да спасуваш животи, според мене, и треба да си го загрееш столчето за да го постигнеш тој успех, бидејќи на секој што е доктор треба да му е чест да биде доктор и да спасува животи, сега без разлика колку се ценети тука и колку тој нивен потенцијал е награден. Јас сметам дека има одредени гранки на факултетите каде што треба големо посветување. Еве на ПМФ, Природно-математички факултет, имат и таму програми кои што се тешки, на ветеринарниот исто така. Но јас мислам дека треба факултетските единици да подразмислат во одредени предмети каде има простор да се олабави теоријата за да се вметне и праксата. Така да сепак тоа треба да се остави на раководството на универзитетот, на ректорската управа при наша иницијатива да се притиснат единиците да теоријата на одредени делови кај што може да се намери да се вметне повише пракса би било супер. Но има и гранки каде што студентите треба да се посветат за она што се нафатиле. Ти утре да станеш врвен технолог за храна, да речеме, на технолошко-металуршки факултет, треба да имаш доволно знаење за да бидеш инспектор и утре со тоа знаење да влезеш и да казниш зошто некој не се однесува прописно. Дали казнењето што се добива во рамки на факултетот и на тие 4, 5, 6 години, зависи на колку е студирањето, е доволно или дека надвор од тоа можеби и треба момент на усовршување или доусовршување? Треба секогаш зависи од за тоа што ќе се нафатиш да го работиш и зависно од струката. Со завршување на факултетот, јас лично
веднаш имав работа, ако сакав да почнам да работам некаде, можев одма да почнам да работам, затоа што јас имав знаење, имав добар просек, добри контакти и слично. Но ако сакаш да постигнеш нешто плюс, ти треба надоградување, сега без разлика дали било тоа мастер програма, дали било тоа дополнителен курс, еве сметководство да речеме, тие треба да полагаат понатаму за да станат државен ревизор, затоа што ревизорот е некој кој што има одговорна работа да провери како одредена компанија работела во текот на целата година. Така што потребно е и надградување врз основа на индивидуалноста на личноста, колку тој сака да се надгради, да кариерно да се гради понатаму во животот. Да, Поговорката ќе кажеме, човекот учи дека е жив. Ја пример би кажал за некои предмети на мојот факултет, би можело многу повеќе да внесат креативност. Пример предметите маркетинг, дигитален маркетинг. Исто се задржи теоријата, но повеќе пракса и малку повеќе креативност во тие предмети. Случам бидејќи имам малку искуство во оваа насока, можам да потврдам дека можеби баш програмата маркетинг е можеби малку застарена, искрено, дали сметаш дека? Така. Јас така имам впечаток. Има простор за надоградба, и малце повеќе креативност да се внесе. Чисто студентите го засакаат предметот повеќе. А дали вие како ФСС некој што започна иницијатива во таа насока? За тоа немаме започнато, но во иднина би може да започнеме. Супер. Одедно нешто што ме интересира, следно е, го спомнавме малце на почетокот, но дека треба повеќе да го зборуваме сега и да го анализираме пазарот на трудот и колку факултетите ги подготвуваат студентите на пазарот на трудот. Сега нели можеме да гледаме и од личен аспект, ама генерално ме интересира системот образован кој ги подготвува студентите за пазарот на трудот. Сега тука спомна дека има некои сајми за вработување на финки, дали има така некоја ситуација на економски. Да, нисто и така правиме кариерни денови, лани баш организиравме. Доаѓаат фирми, имавме околу 14 фирми, мислам. 18, добро со се банките. И студентите може директно да имаат интеракција со фирмите, да достават CV-ја, да разменат контакти. Така да мислам дека е тоа одличен начин да се дојде. А дали може би некој додати колку се успешни, да кажеме, каков е просекот на успешност на тие сајми, колку студентите успеваат да најдат пракса, работа, има некои такви податоци? Сите пријавени за пракса студенти баш годинава, сите се запослени практично. Со практична настава. Па ќе кажам, има и индивидуален момент, има и системски момент. Сметам како системски да се насочиме. Постои голем потенцијал Центарот за кариера да развие поголеми врски со бизнис секторот за тие врски утре во иднина да возможат побрзо вработување на младите, односно на студентите. Кога сите кариерни центри би биле добро развиени на единиците на универзитетот и добро соработуваат со компаниите кои што се за тој сектор, да речеме, не знам, IT, економија, технологија и слично, многу побрзо би се вмрежиле компаниите со студентите, иако и сега е во ред, но потенцијал голем постои. Јас се надевам дека во наредните години со донесената стратегија дека центрите ќе забележат добар развој и студентите ќе го видат бенефитот од постоење на кариерен центар на универзитет. Да, имаше сега некој процес на креирање стратегија за кариерниот центар на науки, колку што знам. Дали сте како факултетски студентски собрание, како универзитетско студентско собрание вклучени во тој процес? Да, јас бев вклучена беше Ана Диневска, таа е девојка која што е председател на комисија за кариерен развој при УСС, затоа што до сега немало таква комисија, но еве јас од лично искуство и на економски сметам дека и таква комисија треба да имаме и таа комисија уствари ги организира оние работилници за дополнителни вештини за студенти. Ние двајца бевме и двајца студенти беа од фармациски факултет и повеќе и раководителите на центрите за кариера на единиците на универзитетот. И доволен си лично ти од целиот процес? Од стратегијата, да, одлично. Дали вие бевте вклучени во тоа? Па, не, ама мислам, ние со од универзитетско студентско собрание аспект, имавме назначена студентка што, мислам, вклучени бевме, ако дополнително нешто сака преку нас, ако треба има некоја потреба, ние ќе се вклучиме. Јас само мислам дека треба малци и критичкиот аспект на студентите да не го подценуваат, што е моје мислење. Малци има момент кај што, знаете, како што од годините искуството, така искрено и егото ти се накачува. Сега мене ми дое некој од средна школа да ми кажува, јас ки имам его момент и мислам дека тоа е реалноста со која што сите живееме. И мислам дека треба малце повише верба да имаат дека сме способни
и да ги послушаат нашите мислења. Мислам дека тоа е главен момент, кај што ние ќе им кажеме фидбек ќе им дадеме, ама тие го земаат само како фидбек и одлуката не ја земаат, мислам ако едноставно не им се свија, нели, нема да имаме удел во, да кажам, во одлуката. Она отврла. Да, ако им се свија, окей, ако малце нешто не е како што треба ќе кажат такви, нема да продолжат со дебати или аргументирање, бидејќи мислам дека, сега не знам, нели, ако имаш многу работа, на крајен ден мора да донесеш одлука на брзина или слично, ама ја мислам дека треба да вметнат во тој систем и дебата момент. Не само да очекуваат дај ми фидбек како анкета да прават од нас. Веќе тоа анкета може со студенти 1000 од финки, ама као собрание мислам дека треба да има таков, нели, вашето мислење процент да има во одлуката. Да, супер тема. Започнат, тоа сак би да ве прашам, дали студентите во Македонија се слушнати? Многу минимално. Ајде. Голем простор за напредок. Има голем простор за напредок, да, но мојата лична соработка и со ректорската управа и до сега со професорите дека слуша, ама додека има студенти кои што се го уважуваат, да. Треба поголем притисок да се прави и треба поголема активност на студентите. Јас мислам дека претходните години генерации на факултетски и универзитетски собранија не биле толку активни за да се и нема континуитет во активноста. Може би биле 4-5 месеци активни, па сега има празен простор, па ќе започне ново универзитетско собрание. Мандатот ви трае 1 година или како? Да, еве јас од ноември станав председател, предходниот председател дипломираше јуни, фактички имаш геп тука од јуни до ноември додека се сформира се. Дали има некоја генерална стратегија, некои стратешки цели на универзитетското студентско собрание што сака да постигне во насока на студентите или тоа е индивидуално како да председателите па така се менува? Секој председател според статутот на универзитетското собрание си носи програма годишна, но тоа не го спречува на некои претходни стратешки цели што ги има поставено, ако ги има. Тоа во статут не е запишано, но нашиот план е годинава да донесеме таква стратегија за континуитетот по нас да продолжи. Бидејќи стварно во овие 3 месеци доста сме активни и се изморивме дури од секојдневни состаноци, разговори и проблеми од сите страни и потребно е да се донесе таква стратегија и потребно е да се укаже на студентите дека треба да се активни константно за да се носат промени. Не може само, не знам, секој да се жали, да плука, а никој да не превземе иницијатива. И сега нас тоа ни се случува, например, ние влеговме во повеќе групи на студенти, да речеме, од студентските домови, формиравме сега група на цел УКИМ студенти дека што може да членуваат, што до сега го немало. И добиваме барања, но не добиваме, да речеме, решенија, само онакви коментари од типот никој ништо не го бива, државата е лоша, системот е лош, и се случува, пример, некој индивидуално да ми пише, секојдневно не пишуваат некои барања и молби, што е окей, бидејќи треба да има комуникација. И секогаш јас им викам, дајте ми го како документ, напишете ми го како барање, иницијатива и ние ќе ја доставиме. И најголем дел од нив не го доставуваат на крај на денот. Ме разбираш? Тука постои момент на потенцијал да се активира студентите. Може би се има веќе верба дека се случи некоја промена, смета дека може би целиот процес нема да на крај да донесе до никаков ефект, може би заради тоа се откажува. Може би. Сега тоа со година ако било така сигурно развиле чувство дека ништо нема да се подобри, но тука е новиот состав на УСС да покаже дека може да трпи промени се. Да, веројатно вие како председатели на факултетски студентски собранија секојдневно сте во комуникација со вашите колеги. Сега дали повеќе спомна Александар како е ситуацијата генерално, но конкретно ме интересира на економски на финки, дали повеќе студентите доаѓаат со предлози, со некои идеи за решенија за подобрување ситуацијата или многу повеќе се жалат? Па искрено има повеќе тенденција на жалење, има исто и тенденција со идеи, но како што кажа исто почнуваат, после ги нема нигде. Значи треба заедно да се обединиме сите и да представиме решенија кои може да се имплементираат понатаму во работата на факултетот и на универзитетот. Ја имам, па можам да кажам дека е 50-50, ама пред јас да дојдам беше многу жалење, вака како довко председател, бејќи пред нас немаше толку, тој моментот беше, кога немаш кај да се искажеш,
во глава ти се билда е готово, нема џабе да кажам, никој не ме слуша. И сега ние ги правиме тие канали и ја имам приметено дека се менуваат. Као мене пред, не знам, година и пол ја бев член на ФСС, факултетско собрание. Тогаш немаше многу идеи, тогаш беше само што ќе направиме тоа, ќе дојдат на тој настан и да, таму завршува. Али сега последнава година, бидејќи ја почнуваме ориентацијска недела, кај што младите студенти прва година влагаат, изгубен си и сега ти треба некој да ти покаже. Ние го направивме тоа, им покажавме се и се што и после 4-5 месеци, нели не одма дур да се навикнат на факс. И доаѓаат и ми кажуваат, абе, ова го видов на овој факултет, ајде да го направиме, ова, ја во моментов имам толку многу идеи, не можам сите да ги постигнам и треба да хиерархиски, да ангажирам 5 студенти што ќе менаџираат други 10 студенти. И мислам дека со тек на време дека ќе изградиме канали, ќе бидат слушнати, ќе се накачува тоа. Само што свати дека не е преку вечер, уште 4 месеци имам од мандатот. Интересира колку ФСС и УСС, нели, се независни тела насока на тоа. Имате некоја идеја, имате некоја иницијатива, дали постојано треба да барате поддршка од ректорат, од деканат или од други релевантни, да кажеме, што се членители во целиот тој процес, или можете самостојно да ја издействувате? До сега, се што сме побарале сме имали на факултетско ниво. Имаме голема поддршка од деканат, од професори, така да мислам дека и иначе продолжиме со соработката. Ја имам искуство со ова, значи независност ни дадоа според нели новиот закон за високо образование, факултетското собрание се своја нели единка. Само проблемот е финансиски, немаме, треба да има некоја работа или не знам, или да има желба од деканат или од други страни да ти помогне. Во мојот случај нема, бидејќи факултетско собрание едноставно не постоеше, се смени деканат баш во тој период и нели треба да ти кажат дојди да те научат, ако од никој пред тебе нема. Ја дојдов, кај нас хаос беше пред нас, да не мислам, едноставно не правеле толку многу колку што требало да се прави, финанси нема и сега како ќе се снајдеш, бараш спонзори, бараш нели фирми да ти помогнат, имавме на моменти челенџинг како нели да доделиш водичка за некој настан и сега ако нема спонзори ти си субил од барање и нема да имаш. Ама со тек на време се билдаат тие конекции, барам од моје искуство дека има начини, само многу тешко е да ги дознаеш ако некој друг пред тебе не ти ги каже. И тоа е проблемот, се надевам ќе има начин кај што ќе продолжат со традиција. Ние имаме икса како финанси пример, ама никој... Така секој семестар? Да, 750 денари годишно. И сега видете. Со нека различна цифра на сите факултети или исто? Исто. Не, исто. Да, сега моментот е што тоа треба барање да се пополни, има период кога треба да се прие. По моментот дека факултетските собранија не го знаеле повеќето овој процес на работа. И не знам, Фејт и уште некои, мислам, знаеле, они си како што треба, нели си праќале барања. И ние оваа година одлучивме тоа како универзитетско собрание, рековме ајде сите да ги информираме и се надеваме дека сега ќе има нели многу подобра помош во тој аспект. Така да, се надам дека ќе биде боле. Моето искуство на економски како председател беше дека кажувам, во тек на корона не беа функционални собранијата, јас го, да речено, го заживеав и со деканот супер сме стоеле и поддршка сме имали и финансиска и логистичка и за секој настан наша должност е да известиме што се случува, ама не било сега да бараме дозвола, дали може па да чекаме на недела, да се тресеме дали ќе не дозволат, туку само сме известувале дека тој ден ќе имаме работилница или ќе имаме тимбилдинг или забава или слично. Исто и на ниво на УКИМ, соработката со ректорската управа е супер и се отворени за било каква идеја. Во однос на иксата, мене ми е криво што претходните универзитетски факултетски не биле активни доволно. Мислам и корона, тоа е најголемиот фактор, но ете, ланската година предходно пред короната се менувал законот. Пред тоа студентските организации не биле дел од универзитетот, биле комплетно независни невладени организации. И во тој момент имало и шпекулации за одредени
Да, начинот на добивање на финансиите, како ги работење на трошат, самите да. организации бил дискутабилен и како биле трошени тие средства, така да не сме толку запознаени со нивното работење. Од кога е сменет законот по короната, сега веќе друга приказна на студентско организирање. Да, во однос на трошоците, нели се имаше во последен период некои дебати во однос на зголемување на трошоците за студентите, се фаќаат сите овие дополнителни трошоци за тие фондови, да кажеме, што треба да бидат искористени за студентите. Колку навистина се искористуваат тие фондови за студентите? Што се прави со тие фондови? Колку е транспарентен тој процес? Вака, во делот на ИКСА, значи одреден дел од средствата одат за универзитетското собрание, одреден дел одат за студентското радио и универзитетскиот весник и одреден дел, останатиот дел се за ИКСА, одржување најно. Во делот на факултетите, зависно од факултетските единици, има различни трошоци, дополнителни затоа што одредени факултети имаат потреба од, не знам, некои материјали студентите со кои што работат и слично, но еве ние поднесовме иницијатива од оваа година, следната да речеме до септември, во процес е изготвување на унифициран ценовник на цел универзитет, така да студентите да не мора да плаќаат различни цени. И како се да, а поддршка добивте од... Да. На ректорска управа ја поднесовме и добивме поддршка. И сега оние трошоци потврда за редовен студент, уверение за положени предмети и слично, да бидат исти на секој факултет, бидејќи студентите треба да имаат еднакви трошоци, на ист универзитет учат. Во делот на дополнителните трошоци по факултет, можат тие да кажат, но најголем дел се трошат, јас од моето искуство, на економски, за шифрарници, за системот на кој што работи, на Teams дека функционираме, тоалетна хартија, сапун и останатите. Пенка. На факултетите, трошоците, се мислеш? Она дополнителни трошоци, пример. Ќе запишеш семестар и плюс... Аха. Па, мене тоа ме нервира највише, што ја гоев на Финки, нели, не мислам се како кај нас, излагам, нема веза. За истата работа различно плаќаат и се тоа добра што имаме поддршка и се прави тој унифициран ценовник кој ќе се донесе, мислам... Да, најдобро е така. Само одеднаш сите ќе, мислам така, ќе се изгласа, нели? Да. На демократски начин. Ако биде како што биде, да бидат сите цени исти, што нема смисла, нели, на ист универзитет ако си, не е да кажеш друга држава или на друг град, на исто место сме. Ама добивме поддршка, не се сомневам дека ќе биде. Тоа е наверно што се започнал некој протест, па се надеваме дека ќе биде завршен, дека ќе биде во корист на студентите. Доста актуелно исто во последниот период беа темите околу студентскиот стандард, особено студентските домови, состојбата во која се наоѓаат студентските домови и факултетските студентски собранија и универзитетски студентски собранија и други организации кои што работат за младите доста беа гласни во тој момент, па сега ме интересира што е променето од целиот тој момент на што студентите беа гласни и сакаат да променат нешто, дали е нешто променето и каква е во моментот состојбата во студентските домови? Па зависно од студентски дом до студентски дом, студентскиот дом Гоце Делчев е реновиран комплетно, одреден дел од Стив Наумов, сега во тек е процес на реновирање на... Неки дел од сликите што беа објавени беа ужасни, искрено. Па добро, сега, тоа е дискутабилно. При отварањето на Стив Наумов, на новите тоалети, на новите бараки, после 2 дена некој студент руинирал цел тоалет, така да има... Од двете страни е од двете страни се плусеви и минуси, но... Да, ама не треба ние, нели, да сега да... Така, во тек е реконструкција на од првата зграда на Стив Наумов и Кузман Јосифовски Питов во центар што се наоѓа. Со тој проект кој го потпиша на 29 декември во владата, бевме ние присутни, се вклучени 9 студентски дома во целата држава, така да таа е голема инвестиција која што... Колку се очекува да се заврши таа инвестиција? Овие 2 дома 18 месеци, после почна втората фаза со останатите 7 дома, така е според проектот на Германската банка за обнова и развој. И сите студентски домови и со други средства од друг фонд ќе бидат и енергетско ефикасни, односно со соларни
сончеви колектори на крововите, така да ќе се добие на ефикасност таму. Она што го гледам како проблем актуелен е што треба да се донесе промена на законот, каде што е наведено дека студентите, Министерството за образование и наука дава 50% од трошоците кои што ги има студентот во студентскиот дом. Да речеме, ако сега студентите плаќаат 3600, и МОН дава 3600 на студентските домови, тоа е 7200 според за еден месец за храна и за сите останати услуги. Реалниот трошок пресметан е над 15.000 денари. Сега доколку се зголеми трошокот и товарот падне врз студентите наместо 3,5 да плаќаат 7, ќе има голем револт. Прво што треба да се направи да се реновираат домовите, а со промената на законот па и МОН да зема поголемо учество за да дават повеќе средства. Кога повеќе средства ќе има домовите, тогаш и квалитетот на храната ќе биде подобрен таму, затоа што со овие средства студентските домови се одржуваат, па одат и во минус. И тоа е проблемот кој што моментално се решава и треба да дојде со измена на закон. Да, иако доста беше актуелна оваа ситуација и голем дел, како што кажав, студентите јавно говоре за тоа, јас лично не видов дека некој факултет излезе јавно со некое соопштение, со некој револт да искаже, па дали сметате дека факултетите можеби треба повеќе да се вклучат, да не бидат толку безгласни во целиот овој процес на подобрување на студентскиот стандард генерално, се збориме конкретно нели за студентските домови, дека на крајот на денот студенти од нивниот факултет живеат во тие домови. Апсолутно. Сите треба да бидеме обединети за подобар студентски стандард. Конкретно за Гоце Делчев не би рекол дека целиот реновиран, посебно тоалетите. Баш има на некои спрадови застарени тоалети. Но исто така треба да се стави внимание на студентите, да го почитуваат просторот, да се однесуваат како што треба, зашто има многу индивидуи кои го реновираат просторот. Така да сте за. Имаме цел реновирани по слики сега, колку студентите го Еве лично на 13 спрат WC-ата. Не се нови? Не се нови. Тече вода, ладна вода има. Немаш туш како што треба. Добро, тоа што треба да ги видиме плочките и шолите, да видиме дали се нови или не се, а тушот што можеби некој го украл и го извадил додека. Тоа се гледа дека е старо. Аха, добро. Се гледа дека е старо. Не, да, ја мислам, не, ова за факултетите да кажам, мислам дека не само за ова, за што е нивна надлежност, пошто Државен студентски дом Скопје е одделна институција од универзитетите, порано биле склопени. Не, тоа е јасно, ама што само како треба за поголем притисок да се направи. Да кажа се со тој поголем притисок, бидејќи студентите веќе излегуваат јавно говорат на тоа, а некако позадински да не добиваат поддршка од факултетите. Да, ја тој ми им го кажав и кога имаме ННС наставно научен совет, јас тоа им го кажувам на професорите, мислам факултетот финки, освен што немаме зграда, на тој кампус сме нели фокусирани и сега ако не гледаме надвор од кампусот, не е дека јас живеам, преспивам, нели идам до таму, одам до ваму. Има идеи некои за подобрување, ама мислам дека не треба само од технички аспект да гледаат, треба малце да кога заедно ќе се кренат 40 професори, не се тоа да кажеме некои обични луѓе, како тоа се едуцирани, имаат влијание врз општеството, и ако сега сите 40 или 50 дојдат и заедно кажат, нели, слушајте, вие од оваа институција, зафркавате, дајте малце мрднете ги работиве, ќе имаат поголем притисок да го направат тоа. Таму се неусогласени и сите само зборат и технички пробуваат да ги решат работите. Пример, Финки рекоа, дајте ние од Гоце, не знам, да ни ги дадат 3 спрата за финки студенти и така да се поделат според факултетите да се инвестираат, да ова е убаво, ама мислам, ако е неизводливо тој аспект, сега не треба да ги пуштиме, нели, да живеат како што ќе живеат. Ако не ни е толку мачно, само излезете, знаете, кажете ние како финки не се согласуваме и мислам јас пробувам го комуницирам и со тек на време поиши глас деканот, пример, ќе му кажам за ова имаме проблем. Сега еднаш два пати ќе да зафадам, ама третиот пат тој ќе ми пристапи и ќе ми каже ајде ова вака и така, јас ќе зборам со министерот, ќе помогнам притисок и ние ќе направиме за вас и мислам полека и тие сваќаат дека нели заедно поише притисок. Да, треба притисок од се страни да се направи. Да. Спомнав во моментов за зградата на Финки, дали има некој знање кога конечно ќе биде готова таа зграда на Финки? Не, дури мислам дека се оддалечи процесот. Заради ова е најсмешен момент. Додека да се изгради зградата, што е нели ветена на кампусот општествен, ние више го надмиравме тој капацитет и ни треба дополнителен
Треба нова да се... Да, треба нов план комплетно и мислам at this point само вставите на кај техничките кампуси и изградете место бараките на голема зграда таму, па барам децата мои ако студираат да имаат зграда. Барем за низа генерација, Да, како ти не се дочекам. Да. Да, колку тоа влијае врз студентскиот живот на студентите на Финки? Па мислам ако кажам дека не влијае, ќе излажам и тоа свесни сме, ама мислам дека не е до толку драстично како што звучи, не е дека ние немаме услови, само многу помалку фрустрации ќе има кога ќе се изведуваат работи. Не е дека јас сум паднал испит заради тоа искрено или 99% од случаевите не е дека ништо им се сменило, само фрустрирачки е нели ќе чекаш, па плюс не знам, ќе нема простори, па ќе полагаат, не знам, плюс 2-3 сати ќе се стемни. Или зашто полагаш у 8 вечер кога може до 4 сега да се заврши. Да. Таа од тој аспект ефикасноста и удобноста може да се подобри. И плюс града, нели, убаво Во имаш факултет. да се влезеш на факсија да кажам ова е тука мојот факултет. А нема која барака се Да. Дали уште се презема нешто по прашање? Да, Финки факултет конкретно. Исто и факултет за спорт е тука. Има зграда што не е. Почната не е. Да, пола плюс да не зборуваме тој дел. Тоа е правен процес, бидејќи тие две згради се под стечај. Сега правници го решаваат, не знам дали зградите се излезени од тој правен дел, затоа што истата таа и сала која што уште не е доградена беше во компанијата која што сега е во стечај. Така што тие процеси се малку потешки, но се надевам дека ректоратот ќе излезе со позитивен исход. Да се надеваме. Да се надевам. Што ме интересира следно е во однос на стипендиите. Големи спекулации меѓу стипендиите. Некако студентите се крие на исплата на стипендиите, доцни. Постојано има некој одел великување од страна на МОН. И сега, револтот во... Дали тој револт на некој начин може би ги демотивира студентите, бидејќи голем дел од нив претпоставам дека живеат со тие стипендии. Па каква е ситуацијата, каква е реакцијата од МОН, комуникацијата што УСС ја има со МОН во таа насока? Комуникацијата е супер сега за сега. Она што тие доцнат е проблем, но битно имаме комуникација и добро комуницираме со сите сектори во делот на стипендија и на оброки на ваучерите за превоз и со кабинетот на министерот и лично со министерот. Проблемот е некои административни процедури и доцнења за кои што УСС ќе поднесе иницијатива од следната академска година стипендиите да се исплаќаат на начин на кој што беше до пред 3 години, за првите 3 месеци исплатата да биде во декември, а потоа месечно од јануари до месец јуни. Мислиш дека тоа ќе го намали револтот кој што ставува кај студентите? Порано, пред да биде тој начин кога министерка била Мила Царовска, стипендиите некогаш се исплаќале во месец март, април одеднаш. Не било кажано дека месечно мора да се исплаќаат, праксата била воспоставена тогаш да се исплатат во декември, па потоа секој месец од јануари до јуни за студентите да имаат нели тековен прилив секој месец, бидејќи студентите кои што ја продолжуваат стипендијата се документи носат да речеме некаде до 15-20 октомври, се обработуваат и исплата веќе би требало да имаат во декември, а новиве студенти конкурсот трае некаде до 15 ноември додека се обработат, додека да се извадат резултати, па потоа да се донесат договори, па сите договори да се подпишат. Дали се тие некои рокови што дадени од страна на МОН се надминуваат на некој начин? Па годинава се надмина, не толку како минатата, затоа што имавме константна комуникација, но не си остана на зборот во однос на продолжувањата, се надевам дека следната година ќе си останат. Бидејќи имаме окей комуникација. Сега тоа што имаше техничка влада и направи проблем, не се криви студентите. Да, треба поентата дека треба да ги предвидиш. Не е само да кажеш до тоа ќе биде и да не земеш во обзир никаков фактор во светот. Знаеме кај живееме, мислам, возрастни луѓе сме, ако ние свесни како студенти меѓу нас изборавме ќе дојде техничка влада и знаевме дека ова ќе се случи и затоа пробувавме со притисок да им дадеме до знание, знаете, побрзо да отиде процесот. Сега тоа е тоа, треба да ги планираш работите повеќе од месец дена од унапред. Таков свет живееме, мора од сега да се почне за следната година, а не сега да лепиме со фластери, па
после лето ќе одмараме и ајде ќе дојде пак на репит истиот процес. Тоа е најглавниот момент, што ние сега џабе се нервираме, џабе не знам, ќе одиме на Календар ќе протест. направиме. Да, ќе направиме и протести се и ќе заборават у лето што се случило. Треба константно план треба едноставно да се направи, што тоа им е целиот проблем. Веќе нели на факултетите генерално ако се задочни со пријавување на испити, со земање на подпис, Казна, кој има Да, казна. Да, е многу смешно. Така, а дали некако студентите, како студентите може да дадат некоја казна на пример? Дали мислите дека студентите сега казна по знак на водните ставено? Ама што може да направи студент? Да се обединат и да излезат на протест. Да. Ние Предлагам. тука, ова баш на Финки го зборавме со продеканот за настава. Јас и да го поздравам мојот драг професор Ристо, продекан за настава. Тој исто беше, мислам го разговаравме, јас бев таков. Вака, сега има тие продолжуваа рокови за помалку луѓе се казнети. И јас дојдов и реков, сега професоре, видете, ние ќе ги казниме студентиве, супер, ама што сме направиле, ништо посебно. Треба и кога ќе дојде некој друг од професорска страна да ги казнеме. И он се согласи и ние почнавме систем некој да бараме. Сега дали ќе биде на еден или на друг начин, не тргнавме одма на казнување, бевме такви, ајде, ќе да чуваат повеќе испитни сесии, односно превод, повеќе работиш. Нели? Почнавме со тој начин, немаше подобрение и сега работиме и на друг начин, така што мислам дека треба и професори генерално и од институции да не биде само рокот еден протест и ќе не гледаат од горе од зграда, супер кафето ќе си го испијат и дома да си отидат и кога да не се десило. Мислам дека треба да си има последици и за нас и за нив, бидејќи сега и студент некој спијал се журкал 5 недели, ќе си плати казна и ја плаќаме ние активно. Така да тоа треба да се шифне на другата страна и да се знаете, да измислиме некој начин од технички аспект. Чекаш резултати од испит 3 месеци. Да, тоа. Ние почнавме на Финки рокови до кога треба да се постават, иако бидејќи секој факултет сметаме многу ригорозно да ставиш еден датум за сите можни факултети и предмети, некои предмети. Ето индивидуално пак. Да, индивидуално, ама да има однапред датуми, ако ги прекршат, да се знаат и казните. И сега кои ќе бидат казните треба да се одлучи. Ние тоа го правиме на моментов. Па ќе видиме како ќе испадне. Ќе оставиме тоа унифициран ценовник. Тоа е Да. добро. Казна за професор. Па, тоа. Исто како казна за непријавен испит. Казна за точно. Така, Добри стандарди. Абе така. Тоа многу пари ми дека за стоверата. Така. Нив нема да има проблеми ни финансиски. Реално. Лесно ќе се финансираме после. Да, факултет. И за Да, ФСС не, тие па. све. Исто ние за факултетот плаќаме, они за ФСС. Ото направиме тука еден бизнес план, мисля тоа Дали тие казни се даваат револт кај студентите или можеби мотивација кај некој? Па сега ако некој виновен, Даваат револт, да, ама јас пак тоа ми е целиот проблем што јас ќе им кажам да ти беше крив, ама после тоа седам дома и си викам а професоров што каснеше што правиме за Па тоа. пример што го даваат професорите малце е спротивно тоа што Да. ние да го правиме па. Да, ја тоа го користев како аргумент, па сега се надевам дека нели. Сега и поголем револт дека кајнес поради тоа што се покача и казните. Покажани се Покачани се На сите казни. факултетите тоа така или? Не, тоа е зависи, индивидуално. али сега со унифицираниот ценовник ќе А. бидат исти. Во основа на што факултетот одлучи дека треба да зголеми цената на некоја казна. Да ги мотивира да не каснат со пријавување на предмети. А нема треба да дадат повеќе пари да Да, ама Ќе бидат тоа. попазливи. тоа успева или? Па успеа. Па искрено да. Да. А тие што не успеале да платат, револтот е многу поголем. Надевам Нема дека нема да премине во пракса, па само се зголемуваат цените за казните, се надевам. Тоа е целиот проблем што они бизнис планот да Како да речеме бизнес. Да, кажаме први накачи цени, па после тоа гледа и унес да треба првен според мене, ако јас сум професор, првен ќе му ја направам, да кажам, оптимално идеална околина, па после врз основа на тоа ќе барам, а не обратно. Првен ќе накачам цени, па после тоа ќе му го со тие пари да му го направам идеалниот факултет. Не, треба обратно. Треба првен идеалниот факултет, па после да ќе му кажам, не си пријавил испит, а јас се ти дал. Не, они малце доајме обратен начин на размислување, што не ми се свиѓа мене уопшто. Така да им го искажуваме секој ден, им го кажувам овој, мислам се надам ќе најдеме решение. Кај да. Па да. Генерално за многу работи останавме тоа недоречени дека се надеваме дека се завршат работи, бидејќи стварно е така. Или Јас нема- викам за тоа поголем притисок само од студентите. Мислам дека тоа ќе Да. биде Кога ќе се покажеме поголем број, повеќе притисок и
че има надежда дека ќе се среди во иднина. Како се ги мобилизира студентите да се дават повеќе притисок, бидејќи гледаме дека тоа може би е вклучено целиот процес? Па имаме група комуникацијска, потоа преку сите председатели на факултетските студентски собранија. Дали сте се активно вклучени сите факултетски студентски собранија? Дали се вклучени во Па во преносот на информации. Да. Да, Ова вклучени година се. е најако. Да, Ова година е благодарение на Александар. Да, не може. Искрено, кохезијата е на највисоко Да, ниво. проблемот е што не може, според мене не можеме да кажеме дали се вклучени, дали не, туку колку се вклучени и мислам крајниот резултат е сите да бидат вклучени, ама реалноста е дека уште не се сите, ама многу поише за разлика од лани, пример лани, не никој не ме контактираше ни од УСС ни ништо, таму проект што може Финки да го направи од УСС не бил правен од УСС. Зимски сон. За од Финки да. И ја годинава пример, кога влегов во УСС, не знам, ким се на сите можни председатели, ги најдовме и собранија што не беа вклучени пример, ги најдовме на по било кој начин и услов, ги најдовме, ги сконтактиравме и информацијата стигна до нив. Така што мислам дека ние многу тој е првиот чекор, први информацијата да стигне. Зголемена координација треба Да се искоординираме, па со тек на време ќе се накачуваат сите, нели, како што ќе се дека од домина. Да. Да. Генерално ќе зборуваме нели како да си студент во Македонија, па ме интересира вашето лично мислење, вашиот личен став од процесот на студирање, некако како може да изведете една позитивна, негативна ситуација, спомен, искуство или било што. Веројатно дека има повеќе, ама ете така како може по една да се издвои. Познанствата остварени, позитивна страна, негативна страна, не знам. Може би опортунитетниот трошок, времето дали би можело на нешто поефикасно, ефективно да се искористи. Мислиш дека си можел да го искористиш? Вака што ти текна на не што си знам. можел да го искористиш? Може би друг живот сосема, да не сум тука, да патувам некаде, да работам некоја сосема друга професија, бидејќи јас... А мислиш дека тоа студентскиот, факултетскиот живот го скратил на некој начин? Не, но тука си, не знам, мораш да ги положиш предметите и сега секоја работа има опортунитетен трошок, нешто што си можел да го направиш, да не си го правил ова. Така да не знам. Се гледам економски дека се. Да, сега. Ама најголемата бенефиција од факултетот е остварените познанства и понатамошните врски за да тераш напред во живот. Тоа е според мене, секој А различно. најголемиот предизвик во студирањето? Предизвик, па да ги совладаш зададените задачи, но не ми било тоа толку тешко. Поголем предизвик ми беше водењето на факултетското студентско собрание, затоа што се соочуваш со... Знаеш, теоријата ја имаш пред тебе, ти си виновен колку ќе научиш за да положиш и од тебе е целата игра. Кога си лидер на студентска организација, не е се до тебе и многу фактори зависат и да направиш успешен настан сатисфакцијата е многу поголема отколку не знам да добиеш десетка за некој предмет, затоа што кога ќе обединиш, не знам, 300 луѓе додат заедно со тебе во Крушево, е многу поубаво чувството и кога сите ќе се расположени дека сите супер си поминале за мене како личност, отколку само да ги завршиш сите предмети, дипломирав, ајде поздрав, сега не се замарам, ќе си работам негде од 8 до 4 толку. Не знам, за мене тоа е најголемиот предизвик што сум успеал успешно да креирам активна студентска организација. Супер. Фала. Мислам дека можеби тоа е лична придобивка, ама генерално мислам дека тоа е придобивка на сите студенти. И активноста на УСС во моментот што мислам дека нели придобивки има многу голем број на студенти, на млади генерално. Каква ситуација како тоа? Ни работи последните 2 години како член на студентското факултетското студентско собрание, после тоа и подпредседател, ова година како председател. Значи одлична работа, многу познанства, соработка. Исто како предизвик е да се одржи на тоа ниво Александар што го крена факултетското студентско собрание, па дури да се прошири. Ама личен предизвик како тебе како студент? Личен предизвик. Па би немал некој голем личен предизвик. Да, за мене Ориентацијска. не, личен предизвик или нешто вака што може да највише, не знам, фрустрација или нешто е тоа. Мислам дека малце запоставено менталното здравје и сите фрустрации од административни аспекти или генерално проблеми од самиот од некои фактори врз кои што немаме контрола, како што кажаат
Не можам јас да знам, не знам, кога ќе полагам или колку ќе биде тешко или колку ќе ми влијае тоа врз менталното здравје, нели, и паралелно кога не дај Боже, нели, надвор од факултет, јас сега што го правам ова, да не ти отиде некој предмет да паднеш и факултетско собрание да водиш и сите тие работи, освен што нема да ти успее, и ментално ти влијаат. А позитивен аспект од студирање, искрено, кај нас барам на Финки, има unlimited можности. Кај јас не зборам за еден или двајца, кај било кој професор да отидам, да му кажам ми треба за ова помош или да напишеме пейпер или неговите искуства ќе ми ги сподели, ми дава контакти, зборам од United Nations или од Бостон, бидејќи се успешни толку далеку стигнале во нивната кариера и сега тоа ти е пред тебе и ти го дава како буквално unlimited можности, што ја да сакаш, ќе имаш шанса да го направиш ако си добар. Така тоа е перфектно за мене. Да, нормално секој, нели, личните искуства се различни кај секој. И кога има многу теми, се полека да го привршуваме некој, да дадеме некој заклучок, бидејќи идејава на самиот подкаст е да видиме како е да си студент во Македонија. Ме интересира генерално да одговориме на ова прашање, дали можеш да одговори генерално на ова прашање, како е да си студент во Македонија? За мене супер искуство. Реално. Покрај 2,5 години корона, одлично искуство и животна лекција. Мислам дека малце повеќе треба студентите да бидат слушнати во државата, да бидат на прво место ставени, дека тие сме таа авангарда што ќе води државата во иднина. Така да не бидеме толку запоставени, иако ние се трудиме што повеќе да правиме активности и све друго. Генерално мислам дека од една страна убаво искуство, од друга страна може, ако сме слушнати, како што кажа Благојче, ако не стават не мора ни прво да бидеме до топ 10 барем приоритетни листи на државата. Сметам дека не сме во топ 10 приоритетни листи. Не. Мислам сега не можам баш да кажам така топ 10. Се збори, али реалност капиталните инвестиции во високото образование се многу ниски, многу слаби. Стратегијата на државата е да отвара универзитети, не е стратегијата да донесе да квалитет. Подобри, да. Треба имаме ние 7 државни универзитети и 20 приватни. Таа бројка е за население од 1.800.000 која што е дискутабилна во текот на летото колку одат во Германија и работат по 6 месеци, е преголема бројка. Кога имаш ти толкав квантитет на мало население, нема квалитет тука. И мислам дека стратегијата кон студентите треба да биде да државата да се фокусира помал број на универзитети, поголем квалитет, капитални инвестиции на самите институции. Сега кога веќе имаме 23 факултети на УКИМ и отворени уште десетина факултети во Скопје, односно универзитети, зошто тоа да биде така, зошто да не биде централизирано. Да, по-централизирано. Не целосно. Мора све на УКИМ да биде заточено. Од УКИМ ама доволно е да речеме Словенија има 3 државни универзитети, ние 7 имаме. Кој квалитет ќе се донесе на тие 7 државни универзитети? Смешно овој министерот за информатички науки го каже исто, буквално се смеев ја. За трета работа имаме состанок и така го спомна и ти беше мислам. Понатаму фонд за наука нема голем, тоест не знам дали има фонд за наука. И како се троши исто дискусија. И како се троши и не знам. И најсмешно е што за сите работи можда од наша страна ние што ги правиме има напредок, ама кој ќе видиш на хартија се намалува процентуално, нели статистиката од МОВ мислам дека ја видов пред година нешто така, процентуално е намалено драстично. Збориме не е ни квантитет процентуално од буџетот на Македонија. Тоа ми е мене пресмешно и не барем треба да се фокусираме оние средства кои што се издвојуваат од буџет да се на рамниште на Словенија, иако квантифицирано се многу пониски затоа што Словенија има многу поголем буџет, но не може процентуално да фокусот да биде да се намалува кога образованието треба напред иде. Нас ни се намалува буџетот и тоа е, мислам, многу движечки. Иако имаш и економски кризи се, но долгорочно гледано 30 години, не знам, па една сала на УКИМ што не е направена, е жалосно. Него се тие процеси се почнуваат се одолговлекуваат и тоа ми малце жал што на сите теми што ги почнавме него ставме 3 точки бидејќи ништо некако не е довршено, се е во процес, се случува, ќе се случува. И автопатот пример, обичен пример е тие Кичево Охрид што се гради толку години. Да, мислам дека се повеќе 3 точки треба да ставиме. Да.
Да, има доста примери, ако гледаме така од сите аспекти кај нас, ама генерално студентскиот стандард мислам дека на сите процеси што се започнати некако ставаме 3 точки, треба да се доусовршат, да се завршат. И тоа генерално мислам дека Тоа е е оптимистична точка дека може подобро да биде. апсолутно. Дали нешто за крај сакате да кажете, нешто што не опативме, нека ваша порака до студентите што Да. би испратиле? Јас би испратил порака студентите да се повеќе активни, да веруваат повеќе во себе, повеќе да се дружат, да покрај фокусот кон учењето да ударат фокус и на вмрежување со студенти, бидејќи дружбата е многу битна во текот на студиите. И другата порака која што би испратил е кон Министерството за образование и наука и до владата да фокусот да се сврти кон младите. Не да биде тоа само на збор, туку и на дело. Супер, фала ти. Да, порака е да се вклучат студентите. Мислам, истите ми се наце, само пораката е да се вклучат студентите поише во студентско организирање, веќе тоа е начинот, ако не си побараме тоа што ни треба, нели, никој нема да ни го даде ни во сон. Така што колку поише сме, толку подобро. Да. Ја би дал порака до средношколците да веруваат во нас, а не да им биде прва работа да си заминат до државата. Дека има напредок, гледам оптимистички на тоа и ќе биде подобро. Супер, фала ви многу што бевте гости во овој подкаст и што одвоивте од вашето слободно време да дискутираме на оваа тема. Се надевам дека беше интересно, дека беше корисно сите што слушаа генерално за студентите. Секако нели на крајот на секој подкаст тоа што сакаме да го кажеме е дека сме отворени сите нови теми, предлози на гости и области кои што треба да ги опфатиме во наредните подкасти, така да очекуваме во коментари да оставите ваши предлози и идеи, а ние тука како организација која што работиме за и со младите сме тука да ги прочитаме сите тие идеи и предлози и да се обидеме да ги оствариме и да придонесеме кон подобрување на генерално стандардот за младите во нашата држава.